Добар ден на сите и добре ни дојдовте во Фактор среќа. Новата емисија која ќе можете да ја следите секоја сабота на телевизија Алфа со почеток од 18 часот, поддржана од Државна лотарија. А што е она што ќе можете да гледате во саботното издание на Фактор среќа? Познати личности од нашата јавна сцена, од светот на музиката, културата, театарот, спортот, бизнисот и политиката, кои што ќе имаат можност удобно да седнат на столчето во нашето студио и да си помоабетат со нас на темата Фактор среќа, но и за нивната животна професија, за нивниот приватен живот, остварувањата и што се најстрекните моменти кои што го одбележале нивниот живот. А во ова прво издание на Фактор среќа имам гостинка која што верувам дека со задоволство и ќе ја гледате и ќе ја слушате. Бојана Скендеровски. Добре ни дојде во Фактор среќа. Добро ве најдов и многу ми е драго што сум прва гостинка во вашата нова прекрасна емисија. Ви посакувам многу среќа и сум сигурна дека ова ќе биде едно од омилените нешта на вашата Алфа телевизија. Веднаш првото прашање. Веруваш ли во Фактор среќа? Да. Дефинитивно среќата ги прати храбрите луѓе. Јас секој пат во животот сум сакала да носам храбри одлуки, да правам храбри потези и секој пат ме пратела среќа. Да, квалитетот е важен, трудолюбивоста е многу важна, но многу е важно во животот да имате да сте родени под среќна звезда. И јас исто така верувам во тоа, па дури и верувам во тоа дека одредени луѓе носат добра среќа и не случајно посакав ти да бидеш првата која што ќе седне на ова столче. Како што вели нашиот народ, со лесно и со ирлија да ни оди овој нов циклус. Мислам дека ќе биде така. Сега да не звучи дека малку се фалам, но секој пат кога луѓето почнувале нешто со мене, навистина испаднало успешно. А имам уште една анекдота да раскажам дека секој пат кога ќе влезам во продавница, во некаков мол, продавницата е празна, јас влегувам за 5 минути имате 30 купувачи. Така да мајка ми често велеше имам лесна нога. Мислам дека ќе биде добро и се надевам дека ќе имате многу успешни епизоди и имате убава тема. Среќата е навистина важна во животот и важно е да ширите среќни вибрации. И јас се водам секој пат по тоа мото. И слоганот на Државна лотарија е дека среќата е насекаде околу нас, но треба да се потрудиме за да стигнеме до незе и да ја најдеме. А ти во изминативе 20 и кусур години навистина се трудеше да ја пронајдеш и да ја оствариш твојата среќа. Па ајде сега малку да се вратиме назад во она 2003 година, кога прв пат публиката те запозна, тогаш како млада, талентирана, убава, распеана девојка Бојана Атанасовска, која што на сцената музичка тогаш донесе една нова ведрина и свежина. Тоа е година која чинам особено среќна беше за тебе, затоа што тоа е годината кога се појави со твојата прва песна, но и година кога стапна на сцената на Макфест за прв пат и освои првата награда. Така, тоа навистина беше една среќна година, среќен ден, среќен момент, затоа што тоа го означи почетокот на мојата кариера и можеби тој Макфест и таа 2003 година и таа сцена тогаш значеше за мене ветар во грбот. Веројатно тоа беше еден голем тест дали треба тоа да го изберам како моја животна професија. И затоа за мене Макфест е една посебно емотивна приказна за која што сум емотивно и поврзана. Драго ми е што токму таму почна и токму таму си ја најдов својата среќа на македонската естрада. Интересно е што денеска ќе настапувам на 40 годишниот јубилеј на Макфест во ревијалниот делот на победниците и еве после 22 години јас и ти разговараме за мојот почеток таму. Дали ќе ја пееш победничката песна од таа 2003? Љубов се пишува, љубов се бриша. Песна која што означи голем дел од мојата кариера и како една млада девојка која што имаше 19 години, полна со ентузијазам, огромен страв, многу мисли низ главата ми летаа таа вечер кога прв пат настапив, но секој пат се водев со позитивната енергија во себе. Знаев дека можеби нема се точно да биде испеано, можеби нема се точно да направам од кореографијата,
можеби некаде ќе погрешам затоа што сум нова и се ми е ново, но знам дека ако ја донесам целата позитивна енергија на сцена, ќе бидам најразлична од сите. И веројатно по таа формула се водам во текот на мојот живот. Имаше ли тогаш во тој момент некој твој ритуал за среќа, кога прв пат требаше да застанеш на една макфестовска сцена и да пееш во конкуренција со веќе искусни и докажани Сега колеги? ме подсети, знам дека неколку месеци претходно бев во, само не можам да се сетам сега во која црква во Скопје, дали Света Петка кај нас, и купив Амајлија бројаница една, која што се гледа и на настапот таа вечер, златна. И таа ми донесе среќа, така мислев, и ја носев многу долго време. Иако веќе почна да се распаѓа, почна да ја минува својата боја, но знам дека таа Амајлија која што ја ставив на себе си тој период, потојно мислев дека ми носи среќа. И веројатно беше така. 22 години подоцна, кога еве имаш задоволство да бидеш на јубилејното издание на Макфест во ревијалниот дел, од таа временска дистанца кога позади себе имаш една богата 2-децениска кариера со навистина многубројни остварувања за кои што и ќе проговориме понатаму повторно, какво е чувството и колку тој фактор среќа ти помагаше во сите овие 22 години? Да се случат сите работи кои што во меѓувреме се случи и го одбележаа твојот живот и твојата кариера. Точно. Па многу е, чувството е огромно. Измешано со многу нешта, измешано со емоција, измешано со гордост, измешано со понекогаш и емотивен момент, што се во тие 22 години сум поминала. Не било секогаш во нагорна линија, имало осцилации, некогаш сум имала и сомнежи, нели? Сепак сум живо суштество со емоција, крв и месо. А плюс и жена, ние жените сме по-емотивни. Така е. Да, важно било да ме прати среќа. Веројатно, среќата ги прати добрите луѓе, ги прати оние кои што сакаат да бидат храбри и да влечат храбри потези низ животот. Затоа секој пат сум велела дека покрај целиот труд и покрај целата работа која што сум ја правела и сите подеми, падови, емоции и така натаму, среќата одиграла важна улога да ги одберам правилните соработници, да одберам вистинската песна, да изреагирам во дадени моменти како што треба, да промислам за некои нешта дали сега треба да се случат или не. Животните одлуки во даден момент кои што исто играат важна улога во вашата кариера, така да среќата, фала му на Бога, била навистина на моја страна, за да денеска да го раскажуваме овака. А имаш ли денес некои ритуали за среќа? Сега кога веќе си поткована со тоа искуство што го имаш и што си го собрала по пат изминативе години, кога си остварена на сите полиња, дали сега кога треба да настапиш да се појавиш на некоја сцена имаш некој ритуал или сега веќе се си доаѓа природно, спонтано, без оптоварувања, затоа што навистина годините значат огромно искуство за секој. Многу се важни, искуството е многу важно. Некој посебен ритуал како ритуал немам, но многу ми е важно да во тие неколку дена кога се спремам за нешто, да бидам концентрирана на тоа нешто следно и натанане, да речам народно, да се спремам за тоа. Не работам под притисок, навистина мразам притисок, тоа ми прави стрес и затоа се што спремам, сакам да го спремам со време. Некогаш луѓето се чудат, леле, многу рано почнуваш да размислуваш тоа што имаш време. Не. Јас сакам се да е на свое место и тука веројатно е добитна комбинација за мене. Јас сметам дека среќа во животот ти носи ако ти причинуваш некому среќа. Наречете го карма, наречете го Бога, наречете го како и да го наречете. Сметам дека секој пат кога сум давала од себе, дали е материјално, дали е љубов, дали е потпора, што и да е на познати и непознати, секој пат тоа ми се враќало како среќа на моето конто, да го наречам животно. Верувам дека тоа што го делите, два пати повеќе ви се враќа и се водам по тоа животно мото. Да не бидете себични, да делите, да давате. Нема ништо страшно ако денеска го направите на некој убав денот со насмевка, со поддршка, со убав збор, со давање позитивна енергија. Мислам дека енергијата, среќната енергија
се репродуцира и се зголемува ако ја давате вие во такви количини. Да, Неба Дијала рекле дека среќата кога се дели всушност се зголемува. Јас сум оптимист по природа и секој пат сметам дека колку и да е нешто страшно во даден момент, колку и да е нешто трагично во наводници или пак не знам изгледа нерешливо или е тажно, дајте си на себе си моменти на тагување, на моменти на слабост, но свртете нова страница. Секогаш има нови денови. Но тоа мислам дека е резултат на една зрелост и на животна мудрост. Или можеби резултат на карактерна црта твоја, не знам. Да, во принцип сум таков карактер, иако искуството животно дополнително ме охрабрувало, нели, дека секогаш постојат нови денови, нови можности, нови решенија, но и како млада сум знаела да бидам тажна и несреќна и разочарана неколку дена, а подоцна да си речам себе си, да, денеска е нов ден, имаш можност за нови нешта, имаш можност за нови проекти, така да овако не успеало, сигурно те чека нешто подобро таму некаде позади аголот. Едноставно да бидеш оптимист. Ете зашто сакав да те имам тука во нашето студија и на столчето спроти мене. Така е. Многу е полошо ако потонете во некаква си депресија и да кукате над своите одлуки, живот, не знам, ситуации и така натаму. Нема кукање, нема нешто што не може да се поправи, а сигурно и јас па секој пат велам дека ако ова се затворило тука, значи нешто ново ќе се отвори и сигурно тоа е нешто подобро се спрема да ме дочека понатаму. И тоа е на вистина најчесто така, бидејќи ни ја откри твојата, како што нарече, сега те цитирам, добитна комбинација за среќа. Ајде да те прашам дали некогаш си играла игри на среќа, си гребела ли гребки, имаш ли среќа? Многу ретко искрена да бидам. Често пати велиме дека немаме како среќа во игрите на среќа, ма треба да играте за да имате среќа, нели, за да добиете нешто треба да играте. Јас не сум го правела тоа. Порано моите игра лото, тоа беше нели популарно. Јас лично искрено не сум се пробала многу во игри на среќа, ама никогаш не вели никогаш во животот. И сега ќе имаш можност да се пробаш. Јас тука имам од популарните гребки Урбан Стил на Државна лотарија. 10 од прилика се, еве ги како изгледаат, би рекла дека добро им се познати на нашите гледачи, особено на оние што си ја бараат среќата и ајде да видиме колку ти ќе имаш среќата, молам една гребка да одбереш и ќе те замолам да ја изгребеме на лице место. Еве повели. Може па вие сте мојата среќа? Ке видиме, би било прекрасно. Да, значи треба да изгребеме 3 полиња. Добро. Со иста сума или добивка за истата. Значи ги гребам сите зелени полиња и треба да добивам 3. 3 исти, за да видиме дали е добитна. Добивките може да бидат парични, може да бидат електричен мотор за урбан стил на живење, како што се викаат и овие гребки, но како што кажав, условот е да се изгребат 3 исти полиња, гребките инаку може да се најдат на сите продажни места во Државна лотарија ширум земјава. Една гребка чини само 50 денари, а Лотарија на Македонија како одговорен приредувач на игри на среќа потенцира и подсетува дека гребките се наменети за лица над 18 години. Ништо, Бојана? Ништо, Иренче, овој пат Урбан 2, Урбан 2, 2 по 1000 денари, 500, ништо. Ама мислам дека... Баш ми е жал. Ова е мотив да играм понатаму. Да играш понатаму и многу е поважно да имаш среќа во работата, во животот, во љубовта. Така е, така се тешам. Бидејќи немаше среќа овој пат со гребката Урбан Стил, јас ќе ти подарам, еве, тука едно убаво вакво комплетче со 7 гребки, кои што дома ќе си ги изгребеш заедно со твоите најблиски, а сега нема да трошиме време веќе за гребање, туку ќе си трошиме за да си го продолжиме. Ќе ги израдуваме децата, ќе им дадам задача дома. Имам некоја такво чувство дека некој нешто повели, да не известиш ако добиете нешто. Охо, тоа ќе биде среќа. Цело Скопје ќе знае.
Благодарам на вистина. Сега си го продолжуваме разговорот, зборувавме малку за минатото, а сега да се вратиме во сегашното време, периодот на твојата зрелост и како личност, и како жена, и како истраден уметник. Последниве години твојата кариера ја одбележа еден проект кој што ја собра цела Македонија на едно место, како дел од естрадата, најпознатите, најпопуларните пејачки имиња, така и публиката во градовите каде што поминуваше популарниот караван на Македонија во срцете носиме. Еден проект кој што мислам дека стави посебен печат не само на твојата кариера, туку и на твојот живот. Така е. Тој е проект кој што не е само проект музички кој што ги собрал сите пејачи да пееме, туку е начин на чувствување, начин на сакање, начин на правење нешто за Македонија. Ние пејачите само така можеме да и се одолжиме на оваа наша убава земја и секој од нас таму внесува емоција. Затоа и веројатно е толку успешен, затоа што е искрен. Јас особено емотивно сум врзана за тој проект, затоа што го чувствувам како свое мало дете. Расте од година во година и се повеќе своји следбеници добива. А особено ми е значаен делот каде што ние делуваме врз младите генерации. Тоа се песни кои што ги сакале моите родители, моите баби и дедовци. Јас сум ги слушала во моето детство. Некои од моите колеги имале чест да работат со тие доајени, постарите колеги, а сега пак ние им го пренесуваме тоа на новите генерации. И тоа е многу важно затоа што тоа е едно семе, да го наречам, кое што го сееме за иднината која што треба да ја има оваа земја, зборувам како самосвест. И затоа е многу важен и многу битен во мојот живот. Горда сум, навистина сум многу горда. И треба да бидеш секако и ти и целиот тим кој што стоеше при реализација на овој проект, кој што уште првата година навистина доби одличен одзив на секаде каде што бевте. Точно. На концертите бевме сведоци дека присуствува луѓе од сите генерации, од мали деца кои што ги пеа тие убави песни што ги отпеавте до возрастни генерации и токму тоа беше некако и мотив и поттик, но би рекла и обврска и за второто издание на Македонија во срцете носиме. Така е, со второто издание сакавме да посветиме малку повеќе време на некои песни кои што можеби немале толку или се подзаборавени или пак немале толку големо внимание тогаш кога биле испромовирани во тие децении претходно. И затоа во првото издание имавме ултра мега популарни веќе заживеани песни. Во ова посветивме малку време и на оние љубовни теми од нашата богата ризница на македонско творештво народно. И мислам дека не погрешивме со тоа што тоа остава простор во иднина да правиме и некои варијација на тема. Овој пат повторно не задолжи публиката дека треба да бидеме трудолюбиви, да сработиме и трети дел на овој проект Здравје само понатаму. Бевме во градови каде што претходно не успеавме да дојдеме и повторно имавме таква една шареноликост во публиката. И затоа овој проект е за буквално фамилиарен проект. Значи, секој да си го најде своето нешто во него. Не таргетираме само една популација, не таргетираме само една генерација и важно ни е да биде народен. Буквално да биде народен за сите. Паметам дека дојдо во продукција Скендеровски дента кога го снимавте заедничкото видео, така сега од вториот циклус на Македонија во срцете носиме, и бидејќи беше некако тоа кон крајот на летото, втората половина на летото, паметам како сите до еден, како ќе влезеа пеачите, сите велеа леле супер што пак се видовме, некако летово си не достигавме еден на друг, што значи дека се доживувате како едно семејство, дека тој проект толку и вас ве сплоти и ве врза, што тоа е толку очигледно дека функционирате како едно тело, како една иста енергија, што беше прекрасно за гледање. Ние се викаме меѓу себе екипата. Да, тоа е екипа, дели
мора да работиме како екипа, но буквално се чувствуваме како своји. Тоа не значи дека ние сме сега некои избрани па се делиме од другите, но едноставно така некако се испреплетовме, поминавме многу нешта во овие 2-3 години, сите фази на другарување ги поминавме, се шегувам честопати. Тоа се многу патувања, часови, така часови поминати заедно, дење, ноќе. Многу добро веќе се познаваме, кој каков е, на кој што му смета, на кој што добро му оди, соработуваме меѓусебно и во нашите соло кариери, нели, дали се песни, дали се дуети, дали се гостувања едни кај други, и буквално затоа си велиме за себе си екипата. Ќе ја прашам екипата. Ако не постоеше таква енергија меѓу нас, тој проект немаше да успее, затоа што секој е многу важен таму. Не сум јас најважна повеќе или тој другиот е попопуларен или најмладите се сега помалку важни. Не, секој има своја задача, секој има своја улога и секој ја прави големата слика на тој проект. И токму поради некаков наш македонски менталитет, каде што ние постојано се делиме, постојано знаеме да наоѓаме нели замерки едни за други, овој проект треба да покаже сплотеност. Затоа што И покажа. Така е. Кога соработуваме, кога работиме сите за една цел, тогаш тоа мора да биде успешно. Јас честопати сум завидувала на одредени проекти надвор од Македонија, кои ќе погледнам како тие таму функционираат и секогаш си велев на себе си, замисли ние сите заедно да работиме за нешто заедничко. Што би било тоа? Тоа би било бум. И драго ми е што го покажавме дека тоа е можно. Како круна на првиот циклус се случи она грандиозна завршница, концертот во Македонската филхармонија, на кој што присуствував и кој што беше еден од најубавите музички настани на кој што сум бил. Навистина беше прекрасно. Да, тоа беше посебна магија, поради фактот што сите тие грандиозни дела и тие прекрасни македонски изведувачи и тие музичари на сцена, кога ќе се спојат во една приказна, навистина е грандиозно. Посебна енергија во воздухот се чувствуваше и да, македонската музика треба да се слави на таков велелепен начин. Многу дела заслужуваат да бидат представени во таков еден облик и драго ми е што тоа се може да го видат гледачите и на телевизија Алфа. Немавме простор за уште еден концерт. Навистина беше зафатена и салата и колегите, но ветувам дека ќе направиме уште нешто поголемо следната 2026 година. Но до тогаш има време. Така е. Треба да ја исчекориме до крај оваа 2025-та, која исто така ќе донесе твој голем прв солистички концерт, Точно. Истото место, големата сала Македонска филхармонија. Да, посебна возбуда носи крајот на оваа година за мене. Се охрабрив, веројатно претходно, не знам од какви причини не го направив ова што треба да го направам сега, веројатно така требало да биде. Петок 13 декември е датумот. 13 декември е петок 13, еве ако зборуваме за некои мои лични бројки, среќни бројки, 13 е моја среќна бројка. На 13 октомври победив на Макфест 2003 година, а сега на 13 декември го правам својот прв солистички концерт во кариерата. Ветувам исто магија и емоција на сцена, ќе се ветам себе си, се она што значам јас како битие и како изведувач. Знам дека тоа публиката го очекува од мене, затоа што тоа е мојата лична карта. Искреност и емоција на сцена, се давам себе си 200% и така ќе биде и таа вечер. Ќе имаме повеќе од 10 музичари на сцена, Никол Чемицевски ќе го предводи музичкиот дел на моја огромна чест и задоволство, му верувам 100%. И се надевам дека ова ќе биде само почеток на серија концерти кои што треба да следат понатаму. И публиката низ Македонија би требало да го види тоа нешто во другите места. Николче Мицевски не само што е брилјантен во својата работа, туку е твој долгогодишен соработник и поддржувач. Еве и
композицијата Дома. Така е. Беше исто еден од оние ваши творечки изблици, песна за која што ти го направи и текстот. Така е. Па тоа е емотивна песна, една наша лична емотивна песна, како ние доживуваме дека треба да направиме и да оставиме нешто за оваа земја, како што го оставале тоа пред нас, а ние сега ги пееме тие песни. Спремаме уште нешто слично такво во наредниот период како најава за мојот концерт Бесмртна. Не би откривала ништо понатаму, но ќе биде искрено, јас и тој многу долго време се познаваме и за мене е многу важно мојот прв соработник да го чувствува истото што го чувствувам и јас. Музиката, да, тоа е наша работа, наша професија, но ако нема енергија, меѓусебна синергија, поврзаност, тогаш не може да биде вистинското. Така да јас и тој многу добро се познаваме, сме пријатели, фамилиарно и мислам дека тоа е многу важно за успех и за среќа. Добитна комбинација. Добитна комбинација. Многу е важно, Ирина, во животот да ги бирате луѓето околу вас кои што ви носат, причинуваат среќа и ви носат убава енергија. Тоа е за мене добитна формула во животот. Механички во работата не можете да функционирате, барем јас како уметник сум го проценила тоа, така да многу е важно да делите иста енергија со луѓето. Прекрасна поинта и порака за крај на овој разговор во кој што јас искрено уживав. Не се сомневам дека и гледачите со внимание и со уживање се дружеа ова попладне со нас. Тебе ти благодарам што одвои време и ти посакувам вечерва да блеснеш на јубилејното издание на Маквест, да го честитаме патем јубилеот на овој фестивал кој што е расадник на пејачи, на таленти и на песни кои што одбележуваат македонската музичка сцена и историја. Маквест е македонски бренд, ние македонците треба да си ги штитиме своите брендови, како што си на некој начин и ти во македонскиот етер. Драго ми е што имаш своја емисија и што ќе делите среќа, затоа што позитивната и среќната енергија е многу важна во сечи живот. Ти благодарам уште еднаш, Бојана, а ви благодарам и вам за вниманието. Не заборавајте дека следната сабота повторно во 18 часот се дружиме со поддршка на Државна лотарија. Среќата е насекаде околу нас, но треба да се потрудиме да ја најдеме. Имајте убава вечер.